Кога за Божиќ или Нова година, децата во чорапите поделката пронаоѓаат подароци, убедени се дека тоа, додека спиеле, им го донел Дедо Мраз, нивниот сакан јунак со бела брада и коса и карактеристичната црвена капа и наметка. Дедо Мраз, кој нема време за задржување, бидејќи треба да ги обиколи сите добри деца на светот, ги донел подароците со санки што ги влечат 8 поларни елени и ги спуштил директно низ оџак. Оваа прекрасна приказна се одвива безпрекорно и во услови каде што никогаш немало снег или во куќите без оџаци. За санките на Дедо Мраз и неговите елени не може и не смее да има никакви пречки. Тие се пробиваат низ длабокиот снег и едрат по небескиот свод, затоа што приказната мора да живее. Да, верувам. Кој е Дедо Мраз? Дедо Мраз е дедо што дава подароци. Што посакуваш од Дедо Мраз за Нова година? Па, ништо посебно, само да биде добра Нова годината. Па сега веќе морам да верувам поради синот. Што посакуваш од Дедо Мраз за Нова година? Да ми донесе, сакам Дедо Мраз да ми донесе кукла. Кукла. Што очекуваш што сакаш од него да добиеш за Нова година? Куина. Малку кој знае дека зад митот за овој симпатичен детски јунак, за кој дури и православната црква кажува дека нема никаква потпора во христијанската религија, стои легендата за еден од најпопуларните христијански светители, Свети Никола, кој живеел во 4. век во Анадолија на бреговите на сончевиот Медитеран кај Анталија. За Свети Никола со сигурност се знае дека бил епископ во Мира, кај Ликија, блиску до Анталија. Во чудесата што ги создавал, му се припишува воскреснувањето на починати деца, а општо е познат како заштитник на сиромашните девојки, учениците, морнарите. Наспроти тоа што за овој заштитник го сметаат и кратците и робијашите, неполни 16 века по смртта, Свети Никола и самиот станал жртва на една од најголемите светски измами, бидејќи потрошувачкиот запад, гладен за ѕвезди и брендови, го прекомандувал од светител во Дедо Мраз, за да од него за кратко време направи вистинска индустрија. Дали веруваш во Дедо Мраз? Да, А што посакуваш од Дедо Мраз за Нова година? брат. Брат. Сепак верувате во Дедо Мраз? Како не, секоја година доаѓа, посебно за млади, понекогаш и за нас постарите доаѓа. Па, дали верувам? Тоа да е... Па да се каже да. Да се каже да. Што очекувате од Дедо Мраз? Па да биде животот помирен, да се оваа ситуација да се смири и да има живот, како за нас, така и за младите. А што сакаш за Нова година? Сики хиро. За создавање на митот за Свети Никола, а подоцна и неговиот помлад брат Дедо Мраз, послужил еден наводен настан од 325 година во малото медитеранско место Патара, 100 километри оддалечено од Анталија, во кое живееле 3 многу сиромашни сестри, кои заради тоа не можеле да се омажат. На девојките на помош им дошол Свети Никола. Една ноќ Кришум се привлекол до нивниот дом и низ отворениот прозорец уфрлил кесе со златници. Меѓутоа, тоа не било доволно за Чеиз, па следната ноќ тој повторно дошол и уфрлил низ прозорецот уште едно кесе. Со оглед на тоа дека ни тоа не било доволно, следната ноќ Свети Никола повторно дошол, но наишол на затворен прозорец. Заради тоа, третото кесе со златници го спуштил низ оџакот, а тоа се стркалало право во чорапот на една од 3 сестри, што ноќе ги сушеле чорапите покрај оџакот. Еве ја значи комплетната рамка на приказната. Добротворот и заштитникот на децата и девојките, само преоблечен во карактеристична црвена рува и со придодадена бела брада и коса, и санките со 8 поларни елени, преселене во северните земји, а во овој имидж се вклопила и елката, за која се знае дека никогаш не растела во земјата каде што живеел Христос, ниту пак на сончевиот Медитеран, од каде потекнува Свети Никола. За Свети Никола, официјалната историја знае и тоа дека е погребан во Мира, во истото место каде што ја вршел епископската должност. Меѓутоа, судбината не му дозволила за секогаш да почива на едно ридче оддалечено од морето само неколку стотици метри.
По смртта во 343 година, бискупот од Мира и подоцнежниот светител Никола почивал спокојно цели 744 години во камениот саркофаг во црквата што го носи неговото име во Мира, денес Демре, кај Анталија. Се до 1087 година, кога на спектакуларен начин неговите останки биле киднапирани и пренесени во италијанскиот град Бари. Тоа се случило само 16 години по прочуената битка кај Манцикерт, кога селџуцките турци ја поразиле војската на Ромејската империја и по заземањето на византиските територии на Блискиот Исток завладеале со поголемиот дел од Анадолија, вклучително и Мира, во која се наоѓал гробот на Свети Никола. Во 1087 година гусарите, по налог на некои трговци од Дженова, го искршиле саркофагот и ги пренесле неговите посмртни останки во Бари, Италија. Новиот надгробен споменик на Свети Никола наскоро станал место за ходочастие на верниците од Римокатоличката црква и, општо гледано, оттогаш култот за Свети Никола најмногу се врзува за западната култура, која многу подоцна ќе го искористи за лансирање на митот за Дедо Мраз. Глобално, најприфатен мит е дека Дедо Мраз живее во Лапонија, во Финска, каде што во близината на главниот град на оваа покрајина, што се вика Рованиеми, постои селото на Дедо Мраз. Благодарение на фактот што лежи на поларна граница, каде што поларната ноќ трае речиси месец дена, селото на Дедо Мраз има нестварна атмосфера која што ја засилуваат и густите и мистични гори околу него, наречени Ушеста планина. Тие, со својот изглед, подсетуваат на врв од глава со две огромни уши, со помош на кои, според една легенда, Дедо Мраз може да ги слушне желбите на децата од целиот свет. А од каде му се подаруците на Дедо Мраз? Упс, ова не беше прашање за деца. Од джужињата. Од каде му се подаруците? Знаеш од каде му се подаруците? Тука, во пештерите, длабоко под земјата, според истата легенда, се наоѓаат и работилниците на Дедо Мраз, во кои неговите помошници, џуџињата и вилениците, преку цела година ги прават играчките кои што Дедо Мраз ќе ги подели спроти Нова година или Божиќ. Самото село на Дедо Мраз е феномен за себе, зашто мора да се признае, се потрудила и финската држава која во него изградила дрвени куќички, брвнари, кои се осветлени и украсени со илјадници лампиони и ѕвончиња. Во селото се наоѓа и канцеларијата на Дедо Мраз и пошта во која пристигнуваат илјадници писма од децата од целиот свет. Во својата канцеларија, Дедо Мраз одговара на овие писма и ги прима посетителите кои можат да му седнат в скут и да му ги шепнат на уво своите новогодишни желби. Но тука не е крајот на приказната. Во Анталија, туристичката престолнина на Турција, денес постои многу активно и многубројно здружение на почитувачите на ликот и делото на Свети Никола, на кого среде Анталија му направиле и споменик. Тие ги одбиваат инсинуациите дека се само туристичка атракција. Цела деценија наназад, пред италијанските и меѓународните фактори водат правна битка за враќање на киднапираните посмртни останки на Свети Никола, кого го сметаат за свој најзнаменит жител и за кого сметаат дека треба да почива таму каде што првобитно бил погребан во Мира кај Анталија.